Затворете ги очите. Замислете си дека сте во шума, на светол есенски ден. Паднатите црвени и жолти лисје и по некој скршено гранче крцкаат под нозете. По едно дрво си скачува верверичка. Сонцето се огледува во блиската река која тече бавно и спокојно, токму како овој момент. Едно ливче паѓа танцувајќи низ воздухот, за потоа да го однесе водата. Затворете ги очите. Замислете. Ова што го слушнавте е сценарио за визуализација, алатка која се користи за медитација и опуштање. Но што ако оној кому му се вели да замисли шума, верверички, бистра река и шушкави лисја, не може да ги визуализира? Постојат ли луѓе чии внатрешно, умствено око е слепо? Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа епизода од подкастот Обични луѓе ќе зборуваме за афантастите, сосема обични луѓе кои се разликуваат од останатите само по тоа што не размислуваат, не сонуваат и не се сеќаваат во слики. Дали може би и вие сте еден од нив? Терминот афантазија е нов и датира од 2015 година, кога е објавен текст на оваа тема од неврологот Адан Земан. Но исто како што и гравитацијата постоела и пред да ја открие Њутон, така и неможноста за внатрешна визуализација постоела и пред за неа да се искова посебен збор. Сепак, самото именување на појавата придонело за нејзина популаризација и за тоа афантастите да сватат дека се различни од останатите. Кога Никола првпат ми спомна дека има афантазија и дека не може визуелно да замислува, не му поверував. Станува збор за човек кој предава биомедицински инженеринг и голем дел од својата кариера посветил на визуелно мапирање на мозокот. Важи за голем познавач на филмот и генерално ич не личи на некој кому му недостасува фантазија. Тој да не може да замисли верверичка на дрво, нема шанси. Но откако малку повеќе навлегов во темата, сватив дека мојата реакција е прилично стандардна. А фантастите, кои се проценува дека сочинуваат 2% од светската популација, велат дека најчестите коментари кои ги добиваат се чудење и неверување. Нашиот внатрешен, но и нашиот практичен секојдневен живот изгледа толку длабоко врзан со мислење во слики, што повеќето од нас не можат да замислат како е да не можеш да замислиш. Улица од детството, убаво зеди сонце, ликови на сакани луѓе. Искористив едно од така наречените сиести кои ги организира Никола, онлайн средби помеѓу македонски научници раштркани низ различни земји во светот, за со него и со уште 15 на други присутни на Zoom да поразговараме на оваа тема. Дали тој од секогаш знаел дека има фантазија? Дали сум знаел? И да и не, има еден концепт, баш кај тебе на Bookbox го слушнав првпат, се вика хипокогниција. Додека немаш дефиниција на концептот, не знаеш дека тоа воопшто постои. Така што афантазија е релативно нов концепт и веројатно затоа сега луѓе дознаваат, па и јас го имам тоа, па и јас сум го имал, не сум знаел само дека е состојба. Знаците по кои детектирал дека е можно и самиот да има фантазија се два феномена кои се спомнуваат како поврзани со оваа состојба. Неможноста за препознавање човечки лица или просопогнозија и проблеми со ориентација во простор. Тежок сум со препознавање лица. Значи, кај мене препознавањето на лица е повеќе со некоја идентификација на карактеристики на лицето, а не некоја инстант препознатливост. И уште една работа што мислам дека е поврзана со афантазијата е неспособност да препознавам места. Значи, јас сум способен да се изгубам во вообичаеното место. Јас бев на Стенфорд некои 12 години и шетав на Стенфорд со мапа. И кога жена ми дојде на Стенфорд после месец-два, јас си викав, ај однеси ме таму на тоа место кај што бевме, знаеш кое? Затоа што немам способност да формирам ментална слика за просторот околу мене. Или ја возев жена ми со години до дома во Ѓорче, од аеродром до Ѓорче, и еднаш ја утнав улицата. И таа ми рече, ми го утна патот. Реков, нема шанси.
Абе ми го утна патот, возиш на кај тетово. Викам не, пошто знам дека има една светлечка реклама и треба таа да ја поминам за да свртам десно. Прегорела рекламата и јас сум се изгубил. Така што одеднаш фантазијава некако ми ги стави сите тие работи во контекст и тоа е тоа, едноставно сум лош со слики. Дали полето во кое работи, невроимиджинг или визуализација на мозокот, може да објасни што се случува во мозоците на афантастите? И меѓутоа една работа што нели како експерт за магнетна резонанса ја знам, е дека сите овие студии за функционална магнетна резонанса се дескриптивни, меѓутоа не се баш како микроскоп што ќе може да каже точно кој дел од мозокот е одговорен. Значи функциите во мозокот се дистрибуирани. И да, се знае дека кај луѓе што имаат визуелна имагинација, одредени делови се активираат повеќе од други, меѓутоа тешко дека јас ќе ти покажам тебе скен на човек и ќе ти кажам дали овој човек има или нема фантазија. Инаку сакав да кажам дека луѓе со фантазија има поголема веројатност да работат во STEM полето. Ова е битно за Никола, бидејќи знам дека работа функционира во тој дел. Истражувања покажува дека фантазијата кога луѓето не можат да визуализираат имаат одредени придобивки за дејности кои се во техничките сектори. Например, луѓе со мала способност за визуализација на ментални слики имаат поголема веројатност да работат во научни математички индустрии отколку креативните сектори. Од друга страна, хиперфантазијата, како што кажа Илина дека има хиперфантазија, луѓето имаат живописни ментални слики и се чини дека е почесто кај креативните професии. Ова е гласот на Гоце Симоновски, класичен музичар и композитор, кој го направи специјалниот музички прилог Soundscapes за минатата епизода од нашиот подкаст. Исто како и Никола, и тој има многу мала способност за визуализација, препознавање лица или просторна ориентација. Ако е вистина дека фантастите се главно техничките професии, тој е исклучок. И сето ова начнува едно интересно прашање, сега дојдов конечно до композиторскиот дел, зашто човек како мене кој има слаби ментални слики се занимава со уметност, подочно со музика, а не со некој од STEM по линијата на истражување. Сега прашањето е како јас успевам да работам музика, да компонирам музика без да визуализирам нешто. Одговорот на ова прашање кој тој го нуди се состои во разликата помеѓу два вида музика. Еден кој подразбира и поттикнува визуализации и другиот за кој таа не е потребна. Програмска музика е музика инспирирана од случувањата во природата, од настани во историјата, од други уметности како што е сликарството, например, или од други појави. Например, Лудвиг ван Бетовен во неговата 6-та симфонија, која ја нарекува пасторална симфонија, бидејќи има програмска содржина, ја отсликал природата и неговата приврзаност кон природата, например. Што е интересно, ова се вика програмска музика. Значи, музика инспирирана од некој настан, предмет, природна појава и така натаму. Или пак рускиот композитор, например, Александар Скрябин, кој секогаш додека слушал звуци или музика, активно конструирал некои ментални слики, но најверојатно затоа што имал уште една интересна состојба, позната како синестезија. Наспроти програмската музика, во компонирањето на музички дела постои нешто што се вика апсолутна музика, или музика која нема врска со надворешниот свет, ниту пак врска со некој конкретен настан. Во овој тип на композитори веројатно спаѓам јас, бидејќи содржината на музиката се развива по некоја внатрешна логика на авторот. Например, рускиот композитор Николај Римски-Корсаков вели дека музиката е компонирала откако најпрвен импровизирал на пијано, па ќе од тие импровизации ќе одбере некој мотив што најмногу му се допаѓа или музичка фраза и потоа понатаму ја развива во музичко дело. Мислам дека одговорот е тој дека јас на овој начин ја компонирам и ретко, например, додека компонирам, креирам некои ментални слики. Еден од проблемите кога се зборува за фантазијата е начинот на кој тоа може или треба да се прави. Дали некој има фантазија, живее со неа или страда од неа? Истражувањата покажале дека отсуството на можност за визуализација има и своји предности. А фантастите ретко или воопшто не се подложни на посттрауматски синдром, односно од тоа да ги прогонуваат трауматични слики од минатото. Ако мозокот го замислиме како хард драйв, нивните се помалку оптоварени со графика, бараат помала компјутерска моќ, потаму би требало и да се побрзи.
Од друга страна, убаво е да можеш низ замислени слики да се потсетиш на радосни моменти, да се проектираш на некое убаво и спокојно место, тогаш кога не ти е ниту убаво, ниту спокојно. Што знам, може е предност, ама не дека си неам трауми, нели? Ама и тие трауми се веројатно некој транскрипт и може да тоа ги прави помалку травматични. Не знам, например, немам гајле со хорор филмови. Од јас кога ќе заврши хорор филмот, толку веќе не можам да го видам страшното во хорор филмот. Можам да го размислувам, ама не ми е пред очи. Работам со доста брутална технологија, нели, мислам, работиме со животни, па во целиот тој процес има и еутаназија и доста, нели, крвави сцени кои што не ми влијаат, значи едноставно не ме травматизираат. Да, не е убаво кога ќе види животно како умира, меѓутоа не ме гони потоа таа слика отпосле. Така што да, веројатно е некоја предност, ама сигурно си има некој минус со тоа. Значи, како што рече Илина, едноставно сеќавањата се многу по мета. Сеќавањата се повеќе као некоја приказна за сеќавањата отколку вистинско сеќавање. Јас кога се обидувам да ги опишам работите, јас кажувам дека моите фантазии, моите соништа, значи сите тие наводно визуелни процеси за мене се како некој транскрипт. Значи моите соништа се повеќе као некој хај концепт. Сонував дека не знам, светот се менувал секој ден и имало нова зграда на истото место, ама со друга форма. Значи, јас можам тоа да ти го кажам, како сон. Меѓутоа, едноставно, јас не ја гледам зградата, концептот го разбирам. Или, например, јас сум многу добар во читање наназад. Дај ми збор, ќе ти го кажам наназад. Како? Ги замислувам буквите и ги читам наназад. Меѓутоа, не ги гледам. Чисто за мене тука нема дури ни мистерија. Значи, за мене едноставно јас живеам во некој константен транскрипт. И тие што ме знаат дека јас многу брзо читам, одлично работам со текст, и се друго ми е некако непотребно. Значи, не знам, која беше прва година, 8 деление, кога и да беше, Виктор Иго, Богородичната црква во Париз од птичја перспектива, 50 страни. Све супер, ама јас не го гледам Париз од овие 50 страни. Секој опис на лик во книга, џабе ми е. Ако остане нешто, а тој има наочари. Ама толку, значи јас не можам да го представам ликот. И секогаш сум се прашувал зошто толку време се троши на описи, кога едноставно кај мене тие не палат. Иако досега фантазијата ја поврзувавме исклучиво со визуелното, многумина со оваа состојба пријавуваат дека кубурат и со други сетила. Не можат да евоцираат мириси, да се присетат на музика или на допир. Тоа сепак не е случај со Гоце. Значи, мене, исто се надоврзам, мене ми се случува додека, нели нормално, додека го користам самосетилото за визуелниот дел, значи, кога ќе го поврзам со музика, значи, моментално ми се менува цел свет пред мене. И ми добиват сосема нов контекст. Мислам дека тој е случај со другите, меѓутоа генерално кога го користам самосетилото за вид, малку светот ми е анхедоничен, да кажам така. Со кој вклучувам музика и кој ги спарувам овие два модалитети, мислам дека баш почнува некој вид на фантазија тука. И други учесници за кои во текот на разговорот дознавме дека се афантасти, ги открија начините на кои памтат и мислат без да визуализират. Ова е Ангел. Нели, кога мислам на фантазија, размислувам мозокот како се адаптира кај тие што имаме, нели, послава фантазија или афантазија. Например, доколку мене некој ми покаже слика, да речеме неколку секунди од некоја фигура од коцки составена со краци или било што, и ми ја скрие и ми рече после тоа, ајде, како изгледаше фигурата. Нели, немам ја способност да ја видам повторно сликата, туку мислам дека меморирам однос меѓу елементите во фигурата, некаква релација помеѓу елементите во фигурата, без да ја снимам целата слика, за пак да ја вратам во тоа мозочно око и да ви ја опишам после тоа. Значи, доколку некоја релација јас немам време да ја запишам, потоа не можам јас од сликата пак да ја опишам, бидејќи немам сликата. Нели? Мислам дека мозокот си има прилагодено да функционира поинаку скроз. Помеѓу афантастите во групата имаше мали разлики, кои укажуваат на тоа дека оваа состојба е сепак спектар, а не еднозначно. Но како е да си на другиот крај на оската, да имаш хиперфантазија? Ова е Кирил. Интересно. Забавно. Да, секојаш има забава во главата.
Не, дали некогаш ти било оптеретување тоа апропо, нели, you cannot unsee that, или да си едноставно преплавен со визуелни дразби? Да, Никола тоа што го спомна за читањето, например, дека тој чита многу брзо. И книгата со Парис оптична перспектива, истата ја читав и јас со Двонарот од Нотр-Дам, во иста возраст. Јас имав проблем со тоа поглавје, јас тоа поглавје го скокнав, заради тоа што беше премногу. Значи, се сеќавам, се опишуваше некој студентски кварт, и тука имаше еден куп информации, сега јас ги гледам во главата и ми се трупа мозокот со информација. И како читам натаму, ги спојувам, нели, стварите од различни места, ама веќе бар не знам, може било до возраст, може, јас се читав кога бев 7 одделение, што така. И едноставно беше too much и го скокнав тој чаптер. Ја изгубив концентрацијата. Друг проблем што го имам кога читам е јас не читам брзо, усвари. Никола ти чита брзо, јас читам бавно. И може и тоа да е причината, заради тоа што често пати морам да ги представам, да ги визуализирам стварите у глава, а тоа бара поголема computing power за мозокот, да речеме. Заради тоа што го процесирам текстот, ги процесирам сликите, концептите, логиката позади сето тоа и тоа ми прави да читам бавно. Во текот на сиестата беа покренати и други необични теми. Дали кога слушаш внатрешен глас, тој е твојот или нечи друг? Дали е вистина дека 40% од луѓето не размислуваат во зборови и реченици? Беа споделени искуства со луцидно сонување и прашања за тоа дали кога се сеќаваме на некоја ситуација се гледаме себе си во кадарот или гледаме од позиција на субјективна камера. Добро што немаше некој психијатар на повикот, затоа што кој знае што ќе заклучаше од целиот муабет. Но една епизода која ни ја раскажа Кирил, како излезен од Алиса во земјата на чудата, дефинитивно инспирираше визуализација, дури и кај оние со афантазија. Да, и имаше исто една интересна случка со... Бев уморен еднаш, возевме во ноќно време и околата сите спија освен јас. Пошто јас нели возам, не може поинаку. И само во еден момент е прав пат, значи нема ништо, нема ни кола, а нема ниту светло, значи беше скрос out of nowhere. И само во еден момент претрачуваат зајаци, и јас почнувам да ги избегнувам, нели, со воланот, и имам еден братовчет кој седеше позади и ми вика да не види зајаци. Јас му викам да, и ти ли ги види? Не бе, вика, не ги видов, ама знам дека ги гледаш. И тој ми каже дека кога умор и тој гледа зајаци. И он уствари не спил, бил позади седал, нели, со отворени очи, ама беше многу чудно. Тој претпостави што видов, може биле коњи, може биле носорози, не знам, може биле што год да е, ама и кога... Има логика за да заспиеш, се овци кои што се така бавни и лежерни, а веројатно за да се разбудиш треба обратното, нешто брзо да замислиш. Не знам, ама очигледно и тој ги гледа кога е умрет, заради некаква причина. Па викаш дека сте фамилија, има нешто. Може, да. Затворете ги очите. Замислете си дека сте во шума, на светол есенски ден. Паднатите црвени и жолти лисје и по некој скршено гранче крцкаат под нозет. По едно дрво си скачува верверичка. Сонцето се огледува во блиската река која тече бавно и спокојно, токму како овој момент. Едно ливче паѓа танцувајќи низ воздухот, за потоа да го однесе водата. Затворете ги очите. Замислете. Ги видовте зајците? Јас сум Илина Јакимовска, продуцент Бојан Угриновски. За список референци на тема афантазија, посетете го нашиот сајт обичнилуѓе.мк. Голема благодарност до сите учесници во оваа епизода, која се надевам и ви помогне да замислите
како е да не може да се замисли.